Две лица се повредени во сообраќајната несреќа што денеска се случи кај Василево. Полицијата ќе ги утврдува причините за верижниот судир. Мразот ги покоси земјоделските посеви во Гевгелија. Дел од фармерите претрпеле и 100% штети. В петок по 9-ти пат ќе се одржи фестивалот на староградски изворни песни под кулите на Струмица. Поштовани гледачи, добре дојдовте во вториот дневник на телеканал Ајде. Уставните судии едногласно одлучија да не поведуваат постапка за иницијативите за укинување на одредби од Законот за локалната самоуправа и од Изборниот законник. Со иницијативите што се однесуваа на мандатот на градоначалниците се бараше оценка на уставноста и законителноста на член 35 став 1 и на член 49 од Законот за локална самоуправа, член 16 став 1 и член 16 став 1 во делот во првата половина во мај од Изборниот законник. До Уставниот суд иницијативи за продолжување на мандатот на градоначалниците и советниците поднесоа Министерството за локална самоуправа, Министерството за правда и Светскиот македонски конгрес. Уставниот суд беше истакнато на денешната седница не е надлежен да одлучува за правни ситуации кои се во исклучива надлежност на законодавецот, односно на собранието. Со иницијативите подвлече уставната судијка Елена Гошева се бара Уставниот суд да креира нова правна ситуација што е во надлежност на собранието. Уставниот суд ја цени содржината на одредбите, а не тоа што го нема. Неоспорно е дека постои правна празнина бидејќи не се предвидени механизми што да се прави кога локалните избори не може да се одржат во законските рокови. Неприфатливо е во законот да не е утврден механизам како да се постапи во случај да не можат да се распишат избори, со што би дошло до закочување на работата на локалната самоуправа, истакна Гошева. Според Уставот, Уставниот суд ги има следните видови надлежност: контрола на уставноста и законитост, заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот, решавање на судирна надлежности, одлучување за одговорноста на претседателот на Републиката и други надлежности. Заедницата на единиците на локалната самоуправа вчера апелираше Собранието на Република Македонија итно и без одлагање, најдоцна до петок оваа недела, да изнајде решение за мандатите на градоначалниците и општинските совети. Во спротивно, со прекинување на мандатот на 15 мај, локалната самоуправа нема да може да ги извршува своите законски обврски и клучни надлежности, истакнаа од ЗЕЛС. Мандатот на градоначалниците и советниците истекува на 15 мај. Во иницијативите се бараше Уставниот суд да интервенира со што ќе им се овозможеше на градоначалниците да останат на функцијата се до одржувањето на локални избори. Министерството за локална самоуправа бара Собранието на Република Македонија во најкосможен рок со измени на Изборниот законник да обезбеди законски услови за решавање на настанатиот проблем и законско функционирање на органите на единиците на локалната самоуправа и на локалната администрација. Со оглед на настанатата состојба поради нераспишувањето на локалните избори и истекот на мандатите на членовите на советите на општините и на градоначалниците на 15 мај, како и по одлуката на Уставниот суд да не поведе постапка по иницијативата на Министерството за локална самоуправа со која се оспорува член 35 став 1 и член 49 од Законот за локална самоуправа, како и членот 16 став 1 од Изборниот законник, Министерството за локална самоуправа денеска испрати писмено барање до претседателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери со цел во најкосможен рок да бидат преземени потребните действија и мерки со кои би се обезбедило уставно и законско функционирање на органите на единиците на локалната самоуправа, се наведува во соопштението од Министерството. Тоа го бараат имајќи предвид дека датумот на одржувањето на локалните избори, како и начинот, условите и постапката за избор на членовите на советите и градоначалниците се уредени во Изборниот законник, а согласно членот 12 став 1 од Изборниот законник. Актот за распишување на изборите го донесува претседателот на Собранието и со него се определува денот кога почнуваат да течат роковите за извршување на изборните действија и денот на одржување на изборите. Писмото од Собранието на Република Македонија е пристигнато во кабинетот на претседателот на Република Македонија вчера на 9 мај 2017 година. Претседателот Иванов очекува од лидерот на СДСМ да го исполни јавно искажаниот збор дека
заедно со коалиционите партнери, ќе обезбедат гаранции за зајакнување на унитарноста на државата и дека се ќе биде во согласно со Уставот на Република Македонија, велат од кабинетот на председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов за МИА. Председателот Иванов останува на ставот дека така наречената платформа од Тирана, ниту кој било друг документ, акт или действие спротивни на Уставот на Република Македонија не може да биде услов, ниту пак основа за формирање и действување влада во Република Македонија. Македонскиот председател во однос на определување мандат ќе постапи согласно Уставот и досега воспоставената пракса. Нови парламентарни избори бараат од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, кои веќе 70 на дена протестираат низ повеќе градови на Македонија. Еви ги пораките што вчера ги спратија од плоштадот Гоце Делчев од Струмица. Единствена цел е распишување на нови избори и слушање на гласот на народот. Но што ни се случува? Тоа е жалосно. Тоа е неразбирливо и неприфатливо. Знаеме дека ние ако некој мало дете го натепаме, после ќе ни биде мака. Меѓутоа, надворешниот фактор, што толку е запнал по нас? Во што е работата? Наоѓаат изроди меѓу нас, македонците. Во една прилика реков јас, дека Тиранската платформа не е за судир меѓу албанското и македонското население. Не. Него тоа е судир помеѓу нас самите македонци. И еве дојде до тоа. Бидејќи албанското малцинство стои од страна и се знае дека одработува некој за него. Иако и тој самиот одработи. Така да, единствено што мораме да препорачиме од овде, секој дневно треба да го зголемуваме бројот на присуството наше, бидејќи само така со народот на улица ќе го одбраниме она и за што сме овде. Ќе одбраниме Република Македонија. Ќе одбраниме унитарноста на нашата држава. Бидејќи јас знам во каква држава живеам и сакам и понатаму да живеам. Дали ќе биде дозволено тоа? Ќе зависи од сите нас. Но, што ни се случува? Замислете, точно на денешен ден во службен вестник излезе и соопштението за инаугурацијата на ново избраниот илегално, да речам, председател на собранието. Замислете на каква дата се тоа работи. Немој да мислиме дека тоа е сосема случајно. Тоа оди кон нешто и води некој евиденција за сето тоа. Но ние ќе мора да бидеме уште посилни, уште посплотени точно од денес натаму, бидејќи престојат на вистина бурни денови во Република Македонија. Ќе имаме се и се кој што ќе сака да се заврши. Но дали ние ќе го дозволиме тоа? Јас верувам во силата на народот. Верувам во тоа дека ние ќе може да ја одбраниме и уставноста на Република Македонија. Иако се гази тоа со големи чекори уставноста на Република Македонија. Се прашувам каде е Уставниот суд, каде е неговото мислење за овој гнасен чин за изборот на председателот на Собранието на Република Македонија. Срамота, така е. Со фашизам против борба на фашизам. Денес е 72 години од таа победа над фашизмот, но овде сме и 72 ден. Овде сме пред овој великан, затоа што ова е наша должност. И денес таа борба ја продолжуваме. Денес во службен вестник Тиранската коалиција сака да ја легализира дивоградбата на Талат Џафери. А ние ќе кажем дека за да се легализира таа дивоградба мора да се легализира по еден пат, само со нови избори.
Службен вестник денес удри против уставноста на Република Македонија и против уставот и законите. Пишува дека Горан Мишовски е заменик председавач кој го назначува тој Мухич ли како беше, не знам, да председава со собранието каде е избран Талат Џафери со 50 не знам колку гласа. Срамота, луѓе. Такво кршење на устав и закон досега во Македонија не е видено. И затоа сме овде. И ќе бидеме секогаш овде кога треба. А веќе треба. Две лица се повредени во сообраќајната несреќа што се случи денеска на раскрсницата кај Василево. Еве ги деталите. Денес предпладне се случи тешка сообраќајна несреќа на магистралниот пат А4 Струмица Радовиш во близина на село Василево. Сообраќајната незгода се случи помеѓу џип Мерцедес со струмички регистарски таблички и два автомобила, од кои едниот Мерцедес и Рено Сеник со штипски регистарски таблички. Сообраќајот на магистралниот пат А4 Струмица Радовиш во близина на селото Василево беше во прекин од околу 3 часа поради сообраќајната несреќа, соопштија од АМСМ. Очевидци за телеканал А1 изјавија: судирот беше верижен помеѓу 3 автомобила, од кои еден џип Мерцедес. Џипот што излетал пред салонот за мебел Алмак удри во штипската кола, а таа во автомобилот Мерцедес. Несреќата беше многу страотна, неубаво. Според фотографиите од местото на настанот, двата автомобила се излетани од патот, при што Реното се забило во ограда. За сега нема информации за здравствената состојба на возачот и на евентуалните совозачи. Според информации од МВР, две лица се повредени, а материјалната штета дополнително се утврдува. Несреќата се случила поради засега непознати причини. А мразот им наштети на земјоделските насади и во Гевгелија. Ова несекојдневна појава во пролетните месеци ги изненади земјоделците и направи огромни штети на територијата на скоро цела Македонија. Еве сликата од Гевгелија. Големи се штетите од ниските температури кои зафатија Македонија во периодот од 21-22 април годинава, при што настанаа штети кај овошните и лозовите насади. Изминатиот период од утринските и ноќните температури во Гевгелиско беа невообичаени за ова поднебје и земјоделците се жалат на одредени штети на земјоделските посеви. Особено во одделни атари на општината, како што се населените места Моин, Милетково, Миравци и Давидово, на 20 земјоделци веќе пријавиле оштетување на лозовите насади и овошките. Освен кај лозовите насади, комисијата на терен утврдила штети и кај други повеќе годишни култури. Најмногу штети се предизвикани кај лозовите насади, кои во периодот на мрзнење беа во фаза на појава на ластари и почеток на појава на гроздови, каде што ќе има сигурно големи последици и сериозни оштетувања. Исто така штети се предизвикани во штарниците, најмногу кај јаболчестите видови. Во периодот на мрзнење тие беа во фаза на формирање на плоти и почнуваат да се развиваат, така што и таму ќе има големо оштетување на плодовите. На сите земјоделци им е овозможено да ги пријават предизвиканите штети во Општинскиот центар за услуги во општина Гевгелија, како и во отворените канцеларии во Миравци, Прдејци, Негорци и Моин. Општинска изборна комисија за проценка на штети апелира дека крајниот рок е 12.5, заклучно петок, за поднесување на барања. Затоа ги повикуваме сите граѓани кај кои што има оштетување кај нивните насади да дојдат и да си поднесат барања. Истовремено екипи на Општинската комисија за проценка на штети од елементарни непогоди во соработка со подрачната единица на Министерството за земјоделство секојдневно вршат увид на самиот терен и по обиколката ќе се знае конкретната настаната штета. Како најладна година во Гевгелија земјоделците ја паметат 2003 година, особено во почетокот на месец април, а на територијата на општината од 2010 до 2015 година се предизвикани 6 елементарни штети. Сите заклучоци со елаборати се поднесени во Републичката комисија за проценка на штети и исплатата од штетите од страна на Министерството за финансии во моментот е во застој, имајќи го предвид дека досега нема формирано нова влада.
Општина Струмица е меѓу најдобрите општини во Република Македонија по транспарентност и отчетност, соопштуваат од истражувањето дел од проектот Граѓанинот на прво место, во кој била вклучена и општина Струмица, а го реализираа Центарот за управување со промени во партнерство со Центарот за одржлив развој АЛКА, а во соработка со Министерствата за локална самоуправа, информатичко општество и администрација, финансиран од Европската унија и Британската амбасада. Со поддршка на Европската унија и Британската амбасада има за цел да отвори една дебата за подобрување на транспарентност и отчетноста на општините преку модерните начини на информирање, односно преку информацијско-комуникацијските технологија, тоа значи поголема транспарентност од страна на општините. Меѓутоа, она што е интересно е дека и за кое што сакаме да иницираме дебата е потребата овие податоци и информации да бидат објавени на еден унифициран начин, еднаков, односно под еднакви критериуми за сите општини. Истражувањето кое што го направивме се однесува на она што граѓаните бараат и сметаат како потреба од податок и информација која што им е потребна од страна на локалната власт во различни сегменти и области на општественото живење, значи од урбанизам до спорт, образование, социјална заштита, информации, податоци за работата на општината, на советот на општината и се разбира податоци и информации за фискалната транспарентност. Врз основа на барањата на граѓаните, Центарот за управување со промени направи еден барометар на транспарентност, односно ги анализиравме веб страниците на општините, видиме колку тие ги исполнуваат ваквите очекувања. Морам да речам дека Струмица е една од најдобрите општини и се наоѓа на второ место во однос на транспарентноста и отчетноста, но генерално индексот на отвореност е се уште слаб. Тоа значи дека имаме уште многу да работиме во насока на унапредување на овие концепти, особено преку процесот на отварање на податоците во отворен формат, односно отварање на овие податоци на формат кој што ќе биде можно повторно да се употребува во разни цели, са разни анализи, во креирањето на локалните политики, па и во креирањето на националните политики и ќе го засили учеството на граѓаните, бидејќи граѓаните ќе ги добиваат податоците навремено, на единствен начин, многу лесно и многу пристапно низ еден проактивен пристап на општините. Овој проект, покрај тоа што ја анализира еден вид на веб транспарентноста, предвидува еден нов начин на објавување на информација преку така наречениот концепт на отворени податоци. Тоа е еден многу понов и помодерен поим на транспарентност пред се на државните институции, предполага еден вид на посебен електронски формат во кој треба да се објавуваат податоците, кој е, да речеме, податлив за информатичари, за развој на софтверски решенија и така натаму, и значат многу повисок стадиум на транспарентност и отчетност на институциите, но и воедно можност за поголем економски потенцијал, бидејќи истражувања глобално направени истражувања покажуваат дека објавувањето на отворени податоци значат многу поголема економска додадена вредност во општеството, бидејќи објавувањето на податоците и користењето на податоците од страна на информатичари, студенти и така натаму може да се искористи за развивање на различни апликации преку кои може да се заработува дополнително и да се прави, како што реков, една нова економска додадена вредност, и токму тоа и ние го правиме во рамки на овој проект, и да ги дефинираме сите оние отворени податоци кои може да се објават од страна на општините во однапред дефинирана, унифицирана структура за сите општини, на тој начин олеснувајќи го процесот на објавување на отворени податоци од страна на општините. На 12 мај в петок по 9-ти пат годинава ќе се одржи фестивалот на староградски изворни песни под кулите на Струмица. На него ќе учествуваат ансамбли од југоистокот, но и пејачки групи од Македонија и од соседна Бугарија. Фестивалот на староградски песни и серенади под кулите на Струмица годинава ќе се одржи по 9-ти пат. Како што истакна Елисавета Василева Бончева од ансамблот Распеани струмичани, љубителите на староградските изворни песни ќе имаат можност да уживаат на 12 мај во петок во Домот на културата Антон Панов. Фестивалот традиционално се одржува 9 пат годинава, значи 9 години поред се задржува таа традиција на одржување.
Како по обичај, каниме и гости од странство. Конкретно за нашиот ансамбл можам да кажам дека 4 композиции ќе се изведуваат, кои што се комплетно нови, со аранжман на нашиот раководител, значи диригент Игор Ангелов, кој што е и дел од оркестарот. Оркестарот ни е освежен сега моментално со некои нови членови, кои што и порано настапувале. Ќе биде интересно, ги покануваме сите. Нашата верна публика веќе знае дека се одржува на 12 мај. На фестивалот покрај распеани струмичани ќе учествуваат и пејачката група Весела тајфа од Богданци, група Серенада од Петрич, Република Бугарија, распеани Радовишани, пејачката група Камелија од Свети Николе, културно-уметничкото друштво Илинден од Битола, распеани Паланчани и распеани Валандовчани. Како што истакна Василева Бончева, нивниот ансамбл годинава ќе настапи со 4 нови композиции. Влезот на фестивалот е слободен. И мислам дека е убаво да се одржи таа традиција, тој континуитет на тие вредности да се негуваат. Еве ние, мислам, иако помлади, да кажем, сме во таа задача и една цел да се одржи таа традиција, се трудиме колку можеме и навистина сме задоволни и со годишниот концерт кој што се одржува традиционално за Свети 11 Европолски маченици, тоа е во декември месец, кој ни е како годишен концерт, и за фестивалот кој што навистина тоа е личен проект на мојот колега Димитрија Анастасов. Младите од Струмица се повеќе се интересираат за староградските изворни песни и се повеќе ја негуваат оваа традиција, истакна Василева Бончева. Таа упати отворена покана до сите љубители на овој вид на музика да дојдат во петок на фестивалот и да уживаат во ново компонираните староградски изворни песни на ансамблите кои ќе настапуваат. Детскиот фолклорен ансамбл при Домот на културата 25 мај во Валандово 20 години ја негува македонската народна песна и игра кај најмладите генерации. Интересот за учество во оваа фолклорна група се уште трае, а учесниците кои се деца од 5 до 13 години се представуваат пред домашната публика со 2 целовечерни концерта во годината. Веќе 21 година поред детскиот фолклорен ансамбл во општина Валандово го негува македонскиот фолклор преку едукативна програма во која учествуваат стотина дечиња на возраст од 5 до 13 години. Освен од населените места од општина Валандово, во ансамблот учествуваат и дечиња од соседната општина Дојран, а по навршување на 13 години тие имаат можност да продолжат во Ансамблот има за цел зачувување на македонската традиција и фолклор. Освен тоа, освен што учиме за орото, за песната, за ритамот, учиме и за тоа како да станат вистински луѓе, како да влезат во светот на возрастните, подготвени за респект према повозрастните, подготвени преку едукативни вежби и програми, така да мислам дека е на вистински пат ова работа. Детскиот ансамбл засега има 2 целовечерни концерти во годината кои се одржуваат во Валандово и засега не учествува на надпревари. Што се однесува до детскиот фолклорен ансамбл, настапуваме со преработки на музички ора, со преработки на песни кои што се од македонската традиција и фолклор. Значи, работиме на сосема различен начин за разлика од останатите друштва, додека културно-ветничкото друштво ги запазува програмата која што е кај сите друштва и имаме еден собствен белег, Зејтиноро, кој што го имаме само кај нас во нашите редови. Раководителот на ансамблот Павлов вели дека постои интерес кај најмладите да го учат македонскиот фолклор, како и кај родителите да ги запишуваат своите деца во културно-уметничките друштва. Поштовани, во продолжение следува блокот информација од светот. Без оглед што Албанија се наоѓа на прагот на парламентарните избори, владеачкото мнозинство веќе ја почна изборната кампања, отфрлајќи каква било можност за диалог со опозицијата, САД следната недела ќе го направат последниот обид. Во албанската метропола доаѓа американскиот заменик помошник државен секретар Хојт Брајан Ли во последен обид за диалог меѓу власта и опозицијата. Високиот американски функционер во Тирана ќе допатува следната недела и се очекува да оствари средби со главните политички лидери
вери што ќе бидат последни заложби за постигнување договор меѓу власта и опозицијата, пишува порталот Албеу. За сега се знае дека Хојтли ќе се сретне со премиерот Еди Рама, новоизбраниот председател на државата Илир Мета и лидерот на опозицијските демократи Лулзим Баша. Парламентарните избори во Албанија ќе се одржат на 18 јуни и веќе се верификувани кандидатите на 15 политички партии кои пријавија учество на изборите во Централната изборна комисија, која доцна синоќа ги распределила и средствата за партиите учеснички. Американскиот председател Доналд Трамп го смени од функцијата досегашниот директор на Федералното биро за истрага Джеймс Коми во врска со неговото справување со истрагата за електронската пошта на Хилари Клинтон, соопшти Белата кујка. Сменувањето на Коми доаѓа откако неговото минато неделно сведочење пред Сенатскиот комитет за правда покажа дека директорот на FBI давал погрешна информација за мејловите на Клинтон. Отказот за директорот се случува во момент кога бирото води истрага околу сомнежите во врска на лица на тимот од Трамп во текот на претседателската кампања со Русија. Ваквата одлука на претседателот Трамп според американски медиуми предизвикала вчудо невиденост во политичката јавност во Вашингтон и неверување затоа што станува збор за потек каков немало од почетокот на 70-тите години на 20-тиот век и времето на тогашниот претседател Ричард Никсон. Во писмо на Трамп до Коми, председателот напишал дека се согласил со препораката за сменување што му е дал државниот обвинител Джеф Сашенс за тоа дека актуелниот директор на FBI не може повеќе ефикасно да раководи со бирото. Новиот јужнокорејски председател Мун Џе Ин положи заклетва и официјално стапи на должност денеска по убедливата победа на предвремените парламентарни избори по разрешувањето на поранешната шефица на државата Парк Гуен-хе. Свечено давам заклетва пред народот дека посветено ќе ги исполнувам своите ветувања како председател, најави пред Националното собрание во Сеул поранешниот адвокат од левоцентристичката демократска партија. Мун, кој се сметаше за фаворит, освои 41,3% од гласовите. Неговиот главен против кандидат Хонг Џу Пјо е втор со 23,3%. Избирачката активност била околу 75% на 1 час пред затворање на гласачките места. Мун, 64 години, има право на само еден 5-годишен мандат. Тој е застапник на умерена политика кон Северна Кореја. Предвремените избори беа спроведени откако Пак Гуен-хе беше отстранета од функцијата заради голем корупцијски скандал. Мексико во 2016 година била земјата со најмногу регистрирани убиства во светот по Сирија, соопшти Лондонскиот меѓународен институт за стратегиски истражувања, цитиран од француските медиуми. Во Мексико минатата година биле извршени 23.000 убиства со умисла, додека во Сирија имало 60.000 вакви убиства. Земјата во која веќе 6 години бесна е граѓанска војна, изјави експертот на институтот Антонио Сампајо. Бројките на ваквите нелегални активности достигнаа вредности на вооружен конфликт. Имено овие убиства забележливо се случуваат во северниот триаголник на Централна Америка, Хондурас, Гватемала и Салвадор, каде се регистрирани 16.000 убиства и особено во Мексико, додаде Сампајо. Поштовани, тука е крајот на вториот дневник на телеканал 1. Наредниот го закажуваме за 20 часот. Останете на нашата програма. Пријатно.